За да се создаде определена фотографија, постои или треба да постои идеја. Идејата во фотографијата може да биде значајна, длабока, темелна, обична, секојдневна, веќе видена. Но во основа секоја фотографија во себе содржи желба за некој вид на изразување. Фотографската предрасуда е однапред создадено мислење за фотографијата, односно како таа би требало да изгледа. Последиците на фотографската предрасуда се манифестираат како ограничување на нашиот фотографски стил. Тоа не би било лошо кога нашиот стил е навистина тој, но тоа е само една копија на универзалното доживување на фотографијата како медиум. Како последица на ова имаме недостаток на личен стил, така што нашите фотографии изгледаат многу слично на поголем број од личностите што се занимаваат со фотографија. Проблемот со фотографската предрасуда е всушност што не сме свесни за ова униформираност на нашето творештво. Во намерата да излеземе од овој магичен круг на универзалниот изглед на фотографијата, која создаваме често, се споредуваме со други фотографи, но најчесто на погрешен начин. Многумина немаат чувство дека проблемот е во нивното доживување на фотографијата, туку проблемот го префрлаат на опремата што ја користат, па се трудат да набават професионална опрема, која често не знаат ни добро да ја користат. Но тука ја наоѓаат кваката зошто професионалните фотографи имаат подобри фотографии. Но да тргнеме прво од себе, од нашето доживување на фотографиите и од битката со фотографската предрасуда. Таа има многу облици, а настанала со апсорбција на првите сликовни информации во раните фази на нашиот живот, во детството. Од најрана возраст сме обкружени со слики, реклами, книги, филмови и останати облици на сликовен материјал. Сите тие материјали делуваат на начинот на која доживуваме сликата, фотографијата, во подоцнежниот период на животот, кога започнуваме да се занимаваме со фотографија. При тоа, ни наметнуваат ограничувања кои се всадени во нашата подсвест. Една од најсилните предрасуди е каде фотографираме. Размислете за локациите на кои никогаш не сте фотографирале, а сте можеле. Бањата, кујната, подрумот, гаражата и слично. Фотографирајќи само на излети, собири и прослави, вие сте жртва на предрасудата, а тоа не го знаете. Втората предрасуда се однесува на времето во кое е пожелно да се фотографира. Погледнете ги вашите фотографии во кој дел од денот се создадени. Во ова се надополнува и предрасудата во врска со временските услови на дожд, снег и магла. Се ова за некои е пречка за фотографирање, некогаш заради нелагодност и непрактичност, но многу често поради идејата дека во вакви временски ситуации не може да се направи добра фотографија. Трета предрасуда се однесува на објектите што ги фотографирате. Ако никогаш не сте фотографирале стара чевла, предмети од домаќинството, шише пиво, отворач за вино и се друго што ви изгледа навидум банално, сторете го тоа. Може да се фотографира буквално се. Нема причина од ограничување. Секоја фотографија се состои од 3 подеднакво важни делови, компоненти на фотографијата: техничка, естетска и психолошка. Фотографијата треба да пренесе некоја порака и тоа треба да го направи со голема доза на енергија и стил. Ова се постигнува само со ускладени елементи на композицијата кои водат кон една цел, визуелно допадлива фотографија. Со други зборови, содржината на фотографијата е помалку важна од начинот на нејзиното прикажување. Композицијата е таа што ја одредува фотографијата. Секој објект може да го фотографирате лошо или добро. Искусен фотограф не размислува која комбинација на параметри треба да ја постави на апаратот. Се сведува на тренинг, заради кој реакцијата станува спонтана. Сите тешко научени технички и естетски аспекти се сместуваат во подсвеста и екзистираат на ниво на инстинкт. Правилата се измислени за да бидат прекршени. Добро е да се свати дека правилата во фотографијата се важни. Знаењето кога и како да се применат го поседуваат сите големи фотографи. Применувањето на овие техники е корисно, но слепото придржување кон нив, од друга страна, може да влијае на креативноста. Да посочам една мисла од Едвард Вестон, која се однесува токму на композицијските правила. Да ги проверуваш правилата на композиција пред да фотографираш е исто како да го проверуваш законот за гравитација пред да тргнеш на прошетка.